Ова е голема победа на граѓаните на Република Македонија. Им честитам на сите граѓани за денешниот празник на демократијата. Имавме демократски, фер, чисти избори. Имавме избори што се вистинска слика за волјата на граѓаните. Резултатот во вториот изборен круг беше очекуван и за нас, и за нашиот политички противник, но и за граѓаните. На денешниот втор круг од локалните избори, граѓаните ја потврдија победата и уште еднаш јасно се определија за целосни, сеопфатни промени за поквалитетен живот за сите во Македонија. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата победи во огромен број на општини. Тоа за нас се две важни пораки од граѓаните. Прво, дека се движиме во вистински правец, кон правична и економски просперитет на Македонија, заеднички дом и татковина, едно општество за сите, одлучна да стане дел од евроатлантското семејство. Второ, дека најголемата одговорност за остварување на сите овие заеднички цели е на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и на нашите коалициони партнери. И новоизбраните локални власти, и ние што сме во централната власт, не од утре, уште од вечерва, ја продолжуваме акцијата за живот и целосна посветеност на потребите на граѓаните. Имаме изгубени години за надокнадување, имаме нерешени проблеми што треба да се решат, имаме огромни очекувања на граѓаните кои не смеат да се изневерат. Зборот е збор, а ние нашиот збор го дадовме пред граѓаните. Почитувани подржувачи, драги граѓани, не смее да има еуфорија. Завршуваат прославите вечерва. Од утре работиме напорно за стандардот на граѓаните, за држава што на граѓаните ќе им биде сервис, да работиме за живот за сите. Ги повикувам и ВМРО ДПМН да го преиспитат својот став за непризнавање на овој изборен процес, за кој и тие самите знаат дека поминаа во целосно слободна, фер и демократска атмосфера. Ги разбирам овие тешки моменти, исполнети со емоции во кои се наоѓа раководството на нашиот политички противник. Но се надевам дека ќе изнајдат сили да се однесуваат како одговорен политички субјект за кој и на овие избори гласале сериозен број граѓани и ќе се вклучат и ќе дадат конструктивен придонес во реформите од суштинско значење за подобар живот на граѓаните на Република Македонија. Апелирам до раководството на ВМРО ДПМН во прв план да ги стават интересите на граѓаните на Република Македонија. Почитувани граѓани, нека ни е вечна слободата, да живее просперитетна, европска, демократска Република Македонија. Благодарам. Благодарам на сите. Повелете за новинарите прашања, за останатите присутни ве молам за внимание. Повелете за новинарите. Господине Заев, како го оценувате барањето на Груевски за вонредни избори и уште 6 други точки што ги побара вечер од вас? Што да ви кажам, бара СЈО. Но јас го разбирам и чувството на порезениот. Навистина гледате и во вториот круг апелирам на одговорност, еуфориите да згаснат. Пресериозна обврска ни дадоа граѓаните. Мораме да работиме, не само тие што добија поддршка на овие избори, а со тоа потврди и поддршката на централната власт. Мора да работиме сите заради интересите на граѓаните и на Република Македонија. Воредни парламентарни избори уште сега се знаат кои ќе бидат резултатите. Но дефинитивно однесувањето после еуфорија и победи беше типично за ВМРО ДПМН како веднаш преминување
кон некои наредни избори. Македонија има многу пред себе што да сработи. Треба да работиме упорно, треба да работиме посветено и тоа исклучиво во интерес на граѓаните. Затоа апсолутно немам никаков коментар за ваквите работи. Нема ниту една институција, нема ниту една меѓународна организација, нема ништо од тоа што беше прочитано денеска на пресконференцијата на Никола Груевски. Секако, јас само да потврдам дека слободно изразената волја, конечно на граѓаните, е тоа што е израз и на резултатот на овие избори. Изборите беа фер, демократски, регуларни, кредибилни, кристално чисти. Повелете друго прашање? Господине Зарков, ние предпредени парламентарни избори. Имате тесно мнозинство с оглед на академично што среща меѓу партиите од албанскиот блок во овие избори. Прашање може би доведена известноста на... Знаете како? Освен ако падне мнозинството во парламентот, јас верувам дека тоа мнозинство ќе расте. Според сите сознанија се охрабруваат пратеници и дека тоа мнозинство ќе расте. Тоа не значи можеби преминување од една политичка партија на друга, но знам дека мнозинството за реформите, мнозинството за интересите на граѓаните, мнозинството за перспективите на Македонија сигурно ќе расте. Затоа реков тоа што секако ќе го дебатират и органи и тела и на политичките субјекти и од владеачкото мнозинство и на политичките субјекти од опозицијата, но на крајот јас само го споделувам моето чувство, а тоа е одговорност. Граѓаните очекуваат од нас одговорност, очекуваат работа, очекуваат посветеност. Затоа што на вистина локалните избори се многу важни, општините се многу важни за граѓаните. Сега со овој израз на слободната волја на граѓаните останува конечно ние политичарите да им вратиме на граѓаните со добро, со дела, со резултати, со повисок стандард, со перспективи и со интегративни процеси за сите. Повелете други прашања? Господине Заев, по официјалните резултати веројатно господинот Таравари ќе води Гостивар, а Зиедин Села изгуби во Струга. Какви ќе бидат релациите во владата со Алијансата? Јас реков, ние немаме променети ставови. За нас е многу легитимно настапот на локални избори и локалната власт е различна од централната власт. Апсолутно нашата позиција во делот на изборите ја представивме пред граѓаните уште пред изборите. На еден чесен и транспарентен начин. Застанавме во поддршка на ДУИ. Изградивме коалиција за изборите. Господинот Зиедин Села и Алијансата за албанците одлучија во вториот круг да изградат коалиција со БЕСА и со некои други политички партии, како што видовме, барем до јавно достапните информации. Секако одлуката е нивна. Ние сме овде да продолжиме да работиме во интерес апсолутно на сите граѓани на Република Македонија. Кога зборувам за сите граѓани, зборувам за сите граѓани. Не зборувам за етнички заедници, не зборувам за верска припадност. Зборувам за сите граѓани без разлика и на нивната политичка припадност.